Јас секогаш сум раководена од јавниот интерес и тоа е мој приоритет. И за тоа и ги водев сите овие битки. Да се биде жена и да се биде на оваа позиција, јас ова го доживувам, како што кажав, како еден вид на моја должност кон општеството, но и како еден вид на отпор на воспоставените практики на функционирање во општеството. Оваа пресуда за мене е морална сатисфакција пред се, бидејќи Управниот суд потврди дека сум била жртва на дискриминација. Меѓутоа, она што е поважно, би рекла, е дека правосудните институции покажаа дека имаат сензибилитет кога станува збор за прашања од областа на дискриминација и нудат заштита на жените жртви од дискриминација. Уште од кога ја почнав јас оваа битка, целта ми беше да покажам дека без оглед на тоа за каков вид на работодавач станува збор, дискриминаторски практики може да се сретнат секаде. Еве имавме во највисоките правосудни органи. Без оглед на тоа дали е некој припадник на оваа или онаа професија, дали е етаблиран во општеството или не, на било која жена може да и се случи да биде жртва на дискриминација. И затоа ја започнав оваа битка со цел сите овие работи да излезат на површина. Искрена да бидам, не очекувам извинување, а мислам дека во оваа фаза веќе не е ни важно извинувањето, бидејќи на некој начин институциите и комисијата и потоа со потврдата од страна на Управниот суд покажа дека одговорност за дискриминацијата мора да има. Без оглед дали се работи за одговорност дури во форма на извинување или пак еве сега и преку водење на прекршочната постапка, тој што дискриминира треба да сноси одредена одговорност. Доколку сакате да ги реализирате вашите права, мора да сте упорни, да сте истрајни, мора да сте гласни и да барате поддршка од секој оној кој што може да ви ја пружи таа поддршка, бидејќи на крајот на денот, иако борбите против системот се најтешки, тие се некако и победите се со најголема сатисфакција, бидејќи така не ги реализираме само своите права, туку и го менуваме општеството, па влијаеме за едно подобро и порамноправно општество.